Добродојдовте во уште една среда и уште едно издание од рубриката Прашања и одговори. Моето име е Јосиф и секој од вас кој што сака да направиме интеракција, да му одговорам на неговите прашања и да најдеме нормално решение на дилемата или митот со кој што се соочува во темите кои што најмногу можеби се поврзани со здрав и активен начин на живот, може да го направите тоа користејќи ги бројвите на телевизија Телма, користејќи ги моите лични профили, да ми пишете во порака, Коуч Јосиф, може да ме најдете или на Facebook или на Instagram, или па можеби да го искористите хаштагот #AskJosif. За денеска имам 4 прашања на кои што ќе ви дадам одговор, исто како и минатата недела. Првото од нив доаѓа од Марина со долна црта Димовска и прашува што е разликата помеѓу свинско и телешко месо, кое е поздраво и колку пати неделно е препорачливо да се конзумира. Марина, телешкото месо генерално се класифицира како можеби највисоко нутритивно месо. Има одличен аминокиселински распоред и состав, има и дополнително и добра микронутритивна вредност и генерално, не знам колку си запозната, но најчесто да речеме мајките кои што имаат новороденчиња и деца, телешкото месо секогаш можеби го употребуваат како прво нешто во нивната класична исхрана, откако можеби ќе завршат со доење и со конзумација на децата на мајчиното млеко. Така да телешкото месо од една страна е најдобро, нутритивно гледано, од друга страна многу и хронични болести поврзани особено со дигестивниот систем и особено со дебелото црево се поврзуваат со телешкото месо, односно со црвените меса во кое што спаѓа телешкото. Од друга страна тоа не значи дека свинското не е добро. И тоа месо изобилува со одличен аминокиселински распоред и протеини, има исто така и одреден микронутритивен состав кој што е полезен да се конзумира, така да не можеме да кажеме ова е подобро, ова не е добро. Но она што се почесто научниците и луѓето кои што се занимаваат со овие проблематики зборуваат за тоа колку е одржлив развојот, односно колку е одржливо да се произведува телешко, односно свинско месо. И она што можеби секој од вас треба да го знае, да стане свесен, е дека 1 килограм телешко месо за да дојде до трпезата произведува огромна количина на стакленички гасови кои што и текако имаат удел во глобалното затоплување на земјината топка, и тоа е она што во последно време многу повеќе се зборува отколку тоа што е поздраво да се конзумира, затоа што и двете меса на крај на денот се во ред да се конзумираат. Затоа, ако можеби зборуваме во овој дел што е најодржливо за да ни ја зачува планетата Земја, тогаш на прво место кое што најмногу ја загадува нашата планета е телешкото месо, затоа што за да се чуваат говедата, тие произведуваат огромна количина на метан, при тоа за да се обработи телешкото месо и да се донесе на трпезата, исто така се произведува многу јаглероден диоксид и се троши енергија. На второ место е тука свинското месо, најмалку што придонесува во загадувањето на нашата планета Земја е пилешкото месо. Затоа, доколку зборуваме о нутритивен состав, да, телешкото е најдобро, но доколку зборуваме од онаа друга страна што е одржливо за нашата планета Земја, телешкото месо е дефинитивно најлошото. Второто прашање доаѓа од Ивана Филип 2009 и прашува колку се поврзани намалувањето на обем и намалувањето на килограми. Ивана, и поврзани се и не се поврзани, затоа што минатата недела баш зборував и за терминологијата индекс на телесна маса, кој што го праша Ангелче, и генерално ти можеш да намалуваш обем, но тоа не значи дека по автоматизам би намалувала и килажа. Затоа што генерално тоа што на луѓето им смета никогаш не е вагата, туку е огледалото и конфекцијскиот број. И затоа оптеретувањето, прва работа со килажата е нешто што по мене нема никаква смисла. Иако знам дека е огромна болка кај многу од вас, но не би требало воопшто да се оптеретувате и килажата треба да ви биде последното нешто за кое што треба да се секирате. Најмногу треба да ве загрижува вашето чувство, ниво на
на енергија и здравје, на второ место како изгледате и обемите, а на трето место да биде килограмите. Обемите се директно поврзани со вашиот состав на килограми. Затоа можеби ти и ќе покачуваш килажа на вага и бројката на вага ќе оди нагоре, но ти и понатаму ќе изгледаш добро и можеби уште подобро, доколку составот на тие килограми е во добар баланс. А тоа значи мускулната маса ја покачуваш со добра исхрана и со вежбање, додека мастите и салото по автоматизам би требало да си заминуваат. Затоа има поврзаност помеѓу килограмите и обемите, но и некогаш и нема поврзаност. Не можеме црно-бело да ги ставиме како право пропорционални вредности. Третото прашање ни доаѓа од Бубе Шопова и прашува што подразбира антивоспалителна исхрана. Бубе, ова е доста популаризирано во последно време, антивоспалителна исхрана и генерално жалосно е што повеќето луѓе антивоспалителна исхрана употребуваат откако ќе се деси некаква хаварија и откако ќе се деси некаква хронична болест. Во принцип човечкото тело воспаленијата ги користи како еден начин за да се излечи од одредена состојба, но многу често се појавуваат медицински состојби во кои што воспалението се јавува како грешка во системот. Како да речеме, не знам, во твојот компјутер понекогаш може да се јави некаква софтверска грешка и при тоа да не функционираат работите. Исто така и во нашиот систем се јавуваат одредени грешки кои што се познати како хронични состојби. Тие воспалителни состојби ти се, не знам, можеби псоријаза, диабет, одредени кардиоваскуларни проблеми кои што се како хронични состојби и ред други кои што се едноставно обиди на телото да се излечи, но ефектите воопшто не се добри кои што ги имаме ние во секојдневното живење. Антивоспалителната исхрана подразбира во генерална смисла да исфрли се што е процесирана храна, вклучително сите шекери, цела процесирана храна, бели лебови и така натаму, и генерално да внесуваш што повеќе нутритивно вредна храна. Во антивоспалителна исхрана најмногу се промовираат растенија и житарици со цели зрна, значи интегрални производи, најмногу се промовира бобичести овошја како капини, боровница, малини, кои што имаат изобилство на антиоксиданси и помагаат во борбата со слободните радикали кои што се и голем причинител на овие воспаленија. Тука ти се темно зелени зеленчуци како келј, како спанак, брокула, добрите риби добрите риби, сите риби се добри, али оние кои што се најбогати со омега 3 како сардини, лосос, маслинки може, авокадо, екстра вакво вирџин маслиново масло. Така да тие се работи кои што се во антивоспалителна, кето и медитеранска диета по мене можеби се најблиску до такви антивоспалителни диети, но пак не можеме да генерализираме, секоја хронична состојба се третира различно и затоа јас не би ти давал никакви насоки во моментов, доколку можеби ти се бориш со некаква таква состојба, слободно пиши ми назад и ќе ти дадам можеби некакви насоки, искуство или ќе те упатам кај некоја личност која што би ти била моја препорака да се обратиш. И последното прашање ни доаѓа од Виолета и прашува што е разликата помеѓу мат пилатес и пилатес со опрема и со кој тип ќе имам подобри телесни резултати. Вики, за ова прашање се обратив кај Рита од FameFit Pilates, кој што знам дека има спремено одличен одговор и кој што ќе ти ја разреши оваа дилема, затоа погледни го видеото во прилог и ќе се вратиме назад. Мат пилатесот се изведува стрикно на простирка. Движењата се малку побавни и со голема контрола на дишењето и движењето. За разлика од мат пилатесот во кој користиме опрема, во него користиме најразлични реквизити. Тоа се реквизити кои ни пружаат отпор, реквизити кои ни треба за нив одржување на рамнотежа и баланс. Кога ги користиме, со нив се активираат дополнително повеќе мускулни групи, со тоа што се согоруваат повеќе калории. Подобар е ефектот секако од користењето и практикувањето на пилатесот со реквизити, со тоа што телото се движи правилно, движењата стануваат пограциозни и придобивките се секако поголеми.
Виолета, најдобриот начин за да видиш кој е подобар и кој ќе ти даде телесни резултати е, еве, можеби да отидеш и да видиш како изгледаат и двата типа на пилатес и да ги практикуваш малку поконтинуирано. Така да со твоето прашање за денеска и завршуваме. Ви благодарам на секој за она што денеска донесовте одлична вредност и одлични прашања и го охрабрувам се, разбира се, секој од вас да продолжи да ме контактира и да одговараме на многу теми поврзани највеќе со здрав и активен начин на живот. За крај ми останува да ви посакам здрави животни навики, да ви посакам убав остаток од работната недела и да се видиме веќе следната среда. Чао, чао!